Библиска доктрина. Ово тромесечие ќе проучаваме тематиката соединување на небото и земјата. Четврток, 19 март. Одење во мудрост. Која е најважната вистина што ние како христијани можеме да ја спознаеме? Се разбира дека Исус Христос умрел за нашите гревови, за да можеме ние преку вера во Него да имаме вечен живот. Тоа е вистина до која никогаш не би успеале сами да дојдеме. Тоа е вистина што морала да ни биде кажана или откриена. И таа ни е откриена во Божјата реч. Има многу вистини, знаење и мудрост што никогаш не би ги спознале кога Бог не би ни ги открил во својата реч. Но тоа знаење и мудрост не ни се дадени само како сознание, како нешто за кое треба да бидеме информирани. Всушност, ние треба да ја пројавуваме таа вистина, тоа знаење и таа мудрост во нашиот живот. Да го прочитаме текстот во Колосјаните 4 глава, 5 и 6 стих. Постапувајте мудро кон оние надворешните, ползувајќи го времето. Вашето слово секогаш да е љубезно, зачинето со сол, за да знаете како треба да му одговорите секому. Во кои ситуации, како што ни посочил апостол Павле, треба посебно да се држиме за кажаното. Однесувајте се благоразумно. И зошто? За жал, ние христијаните понекогаш сме се друго, само не христијани. И како што укажува апостол Павле, цитирајќи го текстот од книгата на пророкот Исаија од 52 глава 5 стих, кој ќе го прочитаме. Но сега, зошто сум јас тука? Слово е Господово. Кога мојот народ беше поробен без причина, а неговите господари ликуваат. Слово е Господово. И непрекратно, секојдневно, се хули моето име. Израел исто така бил камен на сопнување за неверниците. Ке го прочитаме текстот од посланието до Римјаните, 2 глава 24 стих. Зашто поради вас името Божје се хули меѓу незнабожците. Начинот на кој се однесуваме кон другите, особено кон оние кои не се од нашата вера, е многу важен. Читаме текстови кои што се наоѓаат првиот во посланието до Тит, 2 глава, 5 стих. Да бидат разумни, чисти, добри домакинки, покорни на своите мажи, за да не се хули Божјето Слово. 2 Петрово послание, 2 глава, 2 стих. И мнозина ќе тргнат по нивната разузданост, заради кои ќе се хули патот на вистината. Христијанскиот дом, собирањето на младите луѓе на молитва, наместо за безвредни забави, едноставната љубезност, смирениот и трпеливиот дух им зборуваат многу на оние кои не наблюдуваат, за да се уверат дали нашето исповедање на верата е искрено или не. Во стихот од Колосјаните 4 глава 6 стих, кој вели вака: Вашето слово секогаш да е љубезно, зачинето со сол, за да знаете како треба да му одговорите секому. Апостол Павле се сосредоточува посебно на зборовите што ги изговараме. Зборот ваш секогаш да биде благодатен, повеќе отколку само љубезност или учтивост, зборовите што ги изговараме треба да бидат поттикнати и проникнати со Божјата благодат преку влијанието на Светиот Дух. Зачинет со сол. Спротивно на световната дефиниција за зачинет говор, нашите зборови треба да бидат соодветни и допадливи за оние на кои им се обраќаме, за да знаете како треба да му одговорите на секој човек. Само Светиот Дух може да ни ги даде
вистинските зборови во вистинско време, со вистинска цел и да ги подготви умовите на нашите слушатели за пораката што мораме да ја објавуваме. И во заграда, и тука се употребува зборот деи, да видиме од вчерашниот коментар за стихот од Колосјаните 4 глава, 4 стих кој ќе го прочитаме. И да ја откријам онака како што треба да зборувам. Размислете за своите зборови, за своите постапки и за тоа како одите пред другите. Каква порака при тоа испраќате за вашата вера и за тоа што значи да се биде христијанин.